Драги мои, добар ден. За среда вела дека е среќен ден, но може би најголемата среќа е всушност кога дечињата примаат новогодишни пакетчиња. Да, денес ке зборуваме за тоа дека децата мали, големи, мирни, палави, всушност сите дечиња очекуваат подароци и пакетчиња. На некои им ги носи Дедо Мраз, на други дедо и баба, на трети тато и мама. Но она за што ќе зборуваме се цените на пакетчињата, кои што варираат од неколку стотици па до илјадници денари. Дали може да си дозволите на своите најмили да им подарите новогодишни пакетчиња? Секако на 02-307-0005, каде што ни се активни 5 линии, денес ќе дискутираме за многу нешта врзани токму со цените на пакетчињата, но и со квалитетот на производите, особено за нивните рокови. Најнапред и ќе ве потсетам задолжително да не заследите на Facebook Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, но она може би што е и најважно да не заследите на Instagram. Профилот е и тука Црвена линија, а доколку кликнете на Instagram Црвена линија Story, ќе ви излезе вакво прозорче на кое што ќе можете да дадете одговор на денешното анкетно прашање кое гласи: дали Дедо Мраз ќе дојде и кај вас? Одговарате со да и не. Исто така, денес задолжително ќе ве запрашаме дали пред да ги подарите новогодишните пакетчиња проверувате дали содржат производи со поминат рок или им верувате на трговците. Новата година ни е пред прагот, најмногу и се радуваат дечињата и сакаат подароци. Многу од новогодишни пакетчиња може би ќе бидат оваа година донирани, но факт е дека сме пред голем предизвик со оглед на тоа дека се соочуваме со криза, високи цени, а она што е задолжително е секако среќата на децата. Па одиме со првиот гледач за денес. Да, добар ден. Добар ден. Да прашам дали ден оваа година ќе купите пакетчиња и дали внимавате на рокот? Видете, пакетчињата ние немале, дедовците ќе му купиме на внуците, али рокот точно е тоа, рокот јас прегледувам на секој производ. Без разлика, затоа што во оваа ситуација трговците користат шанса како да ги уфрлат оние производи кои се со поминат рок во и така на некој начин ги лажат и пронаверуваат тие цените кои ги постуваат. Тие трговците, да ви кажам право, тие цени што ги ставаат не се цени. То се надуени цени од никиде од каде дојдени и сега пакетчињата се не се новци. Оно убаво рековте вие од 450 на 1000 денари. А да видите натре што има. Што има внатре? Колку производи има? 5 производи има натре, ништо повеќе. 5 производи има. И сега на некој начин тие производи, една чоколада помалено, поголемо, една наполитанка, не знам, едно киндер јајци, прво не е то пакетч. Искам да ви кажам, подобро јас ќе земам дома, ќе си купам работи и ќе му направам на внуците пакетчиња кои ќе бидат корисни за мен, нема да бидат со поминат рок. И благодарам многу. Благодарам многу што се јавивте во Црвена линијата. Слушнавте што кажа првиот гледач, што е она за што сакаме да проговориме со вас. Дали внимавате на роковите кога ги купувате пакетчињата, како ги коментирате овогодинешните цени на новогодишните пакетчиња и секако доколку ви се случи да едноставно добиете пакетче со производи кои внатре се со поминат рок, дали всушност сте успеале да го вратите пакетчето и како сте изреагирале во тој случај? Добар ден. Добар ден. Секој добро, Црвена линија. Добро се слушаме, така? Да, одлично ве слушаме. Дали Дедо Мраз ќе дојде и кај вас? Јас сум постар човек. Што да им подарам на внучината со 11.000 денари пензија? Што мислите дека можам да подарам? Еве вие како телевизија. Одиме далje. Втората работа. Па се тоа што ќе го купиш, Арно рекоја, поминат рок. Трето, и се дивам на оваа телевизија што секогаш Македонија гори во други проблеми,
најдува вакви теми. Секоја чест, тоа е уредување на вашата телевизија. Сметате ли дека ова не е тема која ги засега граѓаните, особено децата кои што треба да примат новогодишни пакетчиња? Не, смета. Гледачот го немаме повеќе на линија или тука сте? На линија сум, на линија. Па еве кажете ми, ви се случило, велите со поминат рок, како сте реагирале во тој случај? Како да реагирам? Еве како да реагирам, кажете ми. Враќам чоколадо со поминат рок и ми велат во центарот на Веро, ми велат дека па затоа е намалено. Што треба да правам? Да барам комисии, да барам не знам што. Ајте ве молам. Ова држава банана отиде у џаола, ние ќе правиме. Благодарам многу еве што го споделивте вашето искуство со тоа кога сте набавиле пакетче со поминат рок. Очекуваме, еве, бидејќи сега на прагот од новата година е моментот кога се доделуваат новогодишни и подаруваат новогодишни пакетчиња, па еве како ги коментирате цените овогодишни, дали налетувате на производи со поминат рок и како се справувате доколку се случи тоа. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Па јас мислам да може да видиш дали има поминат рок во пакетчето. Тоа е пакувано. Само јас се чудам дека 200 денари не верано. Од 200 денари. Како имаш 20 внуци? Како ќе најдеш 20 ригери? Не можеш да најдеш 20 ригери. Ќе купиш бомбончиња и дуку. Не ти моќен. Не ти моќен да ги купиш пакетчи. 20 пакетчи са 20 ригери. Како Тоа се што? Чатерио. Сега дујца ето. Дујца, те купише. Ето, 200 дена. Видео. Али, ова е прегадан. А поминат рок што има. Тоа е да врзано, да печатано. Кога да го дори, да го ти видиш, си има и ден. Поминат рок. Тоа е тоа. Наверојатно се исклучи гледачот. Благодарам многу што се вклучивте во денешната дискусија. Значи ги охрабруваме сите оние кои што еве планират или веќе купиле новогодишни пакетчиња. Како го правите изборот за новогодишно пакетче? Колку е пресудна цената, особено квалитетот? Слушнавме и за бројот на производи внатре и доколку ви се случи да имате пакетче со производи со поминат рок, дали реагирате навремено и на какви реакции наидувате? Добар ден. Добар ден. Дали ме слушате? Да, во црвена линија сте, повелете. Вака, јас сум инженерско дете и за мене, од кога знам имало пакетче како дете, кога сум бил, нели? Так. Во социализмот платите беа убави, што се вика интелектуалците живееа убав живот, останатите пристоен живот, имаше за секој доволно и имавме убави пакетчиња со крашови производи, чоколади, мислам и така натаму. Меѓутоа, како поминуваа годините и како се зголемуваа рамиите кои излагаат за вас, така Македонија си осиромашуваше и нашиве деца сега, ја не знам дали добиваат пакетчиња. Какви се тие пакетчиња? Дали исто богати? Дали оваа година имавте еве за некого да купите пакетче? Не, јас немав, јас не сум ни женет, немам ни деца. Меѓутоа, стандардот гледам и знам. Така. Знам кој колку може да удвои да даде. Се е скапо, повеќе гледаме од што купуваме. Го купуваме она најбитното. Меѓутоа, сакам да кажам нешто друго. Бидејќи во социализмот пратките со поштата патуваат Скопје за 2 дена. Сега патуваат по 20 дена и пред Нова година Дедо Мраз ќе ме обрадува со еден.
Ќе подсетам да внимавате на времето 90 секунди, но ако некој од вас тоа не е исто така и пракса, се чувствува недоречен, слободно бидете се уште еднаш ќе ве вклучиме, ќе подсетам на 023070005, имаме 5 активни линии, а денес зборуваме дали оваа година можете да си дозволите новогодишно пакетче за вашите деца, како го проверувате рокот, дали се случило да затекнете внатре производи со поминат рок, како се справувате доколку се случи такво нешто и воопшто како го коментирате и квалитетот, а особено цените. Добар ден. Добар ден. Секој добро, црвена линија. Да, точно гледам. Што да си дозволам на 6 внучина да му подарам за нова година пакетчина. Тоа можат да го направат сите овие од власта, сите овие наши арами во Македонија, дури и коли му подаруваат. Што јас да кажам со 11.000 денари пензија? Па јас се кријам од внучината што не можам ништо да му подарам. Се прашувам, дали јас сум најнесреќниот човек што не можам на моите внучина да му дозволам, а имам работен стаж 39 години. Што треба да направам, па да бидам и јас дедо на моите внучина? Не ме чуди како некои теми ги влечите интересантно. Во ред е вашата телевизија. Што не ви се допаѓа еве кај темава? Што е она што не ви се допаѓа кај темава? Не. Еве што не ми се допаѓа. Вие сте телевизија секогаш што бегате од главни теми и што се случуваат во Македонија. Било за име, било за ова, било за она. Добре, еве слушнавме гледаш, цениме и сече мислење тоа да не биде дека како и да е, и мора да подсетиме оние кои што редовно следат црвена линија, доволно да подсетиме дека вчера зборувавме за поништувањето на пресудата тврди на Таргет случајот. Денес веќе зборуваме за цените на новогодишните пакетчиња, особено во оваа 2022 година, која што ќе биде запаметена како година на криза и особено на високи цени на основни прехранбени производи. Децата не се забораваат ниту во криза. Тоа значи дека црвена линија мисли и на најмалите кои што не можеме да им објасниме дека е криза, но секако можеме нешто барем да направиме, да бидеме внимателни и да ги подсетиме дека новата година е можеби најголема радост за нив. Ако некои од гледачите сметаат дека ова е лоша тема, прифаќаме во ред, но ние сепак сметаме дека ова е време кога се купуваат новогодишни пакетчиња, цените не се исти како минатата година, особено не пред неколку години, а и годините наназад се случува да во пакетчињата децата добијат и производи со одминат рок. За тоа зборуваме денес во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро од црвена линија. Се најубаво. Вака се, заради темава, ја до пред 2-3 години бев оптимист, славев, значи, новогодишни пакетња купив за децата нон-стоп, секогаш и стално и за луѓето околу мене во моја близина што се. Без разлика дали мои деца или на роднини или на комши. Така да. Ова година, верујте ми дека воопшто немам план да купам. Се прашуваме зошто. Не само заради поскапувањето, бидејќи во последните 2-3 години работам во парк и Зелениво, вработен сум преку агенција и замислете сега сум на одмор, ми дадоа одмор да ги користам сите мои денови, за да од јануар, потом ќе видиме дали ќе ве вратиме на работа. И замислете која судбина сега ви се крои. Ако сте со 4 деца, за себе си зборам, со жена, мајка и одржувате цела куќа, зависи сите, они зависат од вас. Значи, новата година повеќето би сакал да има пакетчиња за да државата иде напред. Почита. Но со годините како идеме напред, така почита ја нема. Се губи. Бевме некогаш напред, но сега мислам дека се враќаме назад и тоа премногу назад. Зошто? Не само со цените,
Короната си го направи своето, додека работев приватно беше убаво, сакав да славам, сакав да купам, но сега веќе немам. Нема од каде. Благодарам искрено што се вклучевте во црвена линија. Продолжете да не гледате и понатаму. Сега ќе слушнеме каква е праксата на следниот гледач. Јас сум уште на линија. Да, вие сте и во црвена линија. Добар ден. Па јас се пријавив и чекам да ме уклучите. Ама вие веќе сте во црвена линија, повелете. Намалете го тонот на телевизорот, подобро ќе се слушнеме. Ало? Ама друга жена зборува. Не, вие зборувате, намалете го тонот на телевизорот, Јас ве сум молам. Тина. Да, вие сте, повелете. Намален ми е, намален. Само Одлично. нешто се мета. Повелете. Вака, Тина. Еве, слушате друга жена. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Јас себе си се слушам таму од телевизор. Тина, денот е многу убав, мислам, кога се подарува на внучињата. Така е. Е така. Да, денот е многу убав и ја од пракса со маркетите, со она што ни продаваат магла. Одамна не купувам пакетчиња, одам, зимам најубаво чоколадон за моите внуци, а му ставам многу голема машна. Важно, внуците ќе ми јадат свежо, убаво чоколадо, машната ќе ги израдува, а и ја ќе видам среќна како баба. Така правам. Оваа година дали ќе продолжите оваа традиција со чоколадото? Ќе ја продолжам и оваа година, и секогаш. Ја едва и чекам да се израдувам на... Благодарам многу за јавувањето и за секој нареден кој што ќе го вклучиме. Уште еднаш задолжително ве замолувам, кога ќе ве приклучат да бидете дел од црвена линија, намалете го тонот на телевизорот. Верувајте се, слушам себе си од телевизорот од каде што ја следите црвена линија и затоа всушност добивате впечаток дека некој друг зборува. Всушност се повторува говорот како да се создава ехо. Тоа се тие технички правила и секако внимавајте на тајмерот. Околу новогодишните пакетчиња, поточно да речам, на крајот на оваа 2022 кризна година зборуваме со вас, зборуваме за високите цени и особено за квалитетот, па и бројот на производи. Добар ден. Добар ден. Секој добро од црвена линија. Ви благодарам, ве поздравувам и се најубаво. Се најубаво и вам. Вака, можете убава тема е, онај предходниот пред госпоđава што се јави, нека не ви го нарушуваат рейтингот на телевизијата. Вие сте телевизија, ви честитам, не сте политизирани, тупак вие што стоите пред екранот тука, не заземате страна, се гледа интелигенцијата на човекот кој знае че се познае. Што се однесува до темата е перфектна, асоцирате на две работи. Пред се, дали може да си дозволи да, тешка ситуација и прашање дали може секој да купи по 200-300 денари ако има 10 вручиња, се родили, да се живи и здрави. Меѓутоа, вие асоцирате на тоа фирмите да подарат. Ја така го сваќам, ја читам темата. Мислам дека и така е. Фирмите, работните организации, каде што се работи, дали се приватни или не, да подарат. А друго, им кажувате дека ставаат со разни изминати рокови. И темата, вие сакам да кажам, перфектно за двете насоки. Јас така ја асоцирам дека така е. Сега кој има пари ќе си купи, кој нема пари нема да купи, а да се скапи се ќе бидат скапи, затоа што Вие имате ли оваа година внучиња и дечиња на кои што ќе им подарите? Да бидам искрен, внучиња немам, децата ми се помлади, едниот е во брачни води, меѓутоа се уште нема, многу е рано сега, така да ќе му даде Господ, така да ќе имам. Меѓутоа скапи се, мислам дека ќе бидат преку 200 динари и 300 динари. Така, благодарам многу, цениме пред се што се вклучивте во црвена линија. Внимавајте и на тајмерот, но ете охрабрувачки дека црвена линија се уште не е завршена, така да ако некој сака репете во ова издание, слободно побарете не повторно. Добар ден или веќе добро вечер за новиот гледач. Добар ден, јас пред малку бев вклучен. Да, како и ред. не се искажа. Значи, ја разнебетија и поштата во
во социјализмот немаше ни интернет, ни толку брзи коли, авиони, да не збориме, пресадување на органи, немаше толку голем напредок во техниката. Кажете ми за оваа нова година дали планирате да набавите новогодишни пакетчиња за Ви кажав, јас немам внучиња, немам деца. така. Да, него муаветот ми беше поштата патуваше од Скопје во Скопје за 2 дена, сега сметките изготвени од фирмиве, патуваат по 20 и кусур дена и точно пред Нова година Дедо Мраз наместо со подароци ги оптовари инака и онака тешкиот буџет на граѓаните ќе го оптовари со нови сметки за декември, за ноември, како доаѓа. Вие како возрасен какво новогодишно пакетче посакувате? Лично за вас? Јас за мене не посакувам пакетче, а и морам да се грижам шекераш сум, не смеам да јадам благо, така да... Па може да биде малку поинакво за возрастни пакетче, дали може би во него сакате да ви се исполнат некои желби? Која е вашата желба? Па мојата желба е Македонија да се оправи, да тргне, да дојдат луѓе кои што се сити, кои што не се... Благодарам многу. Тоа всушност беше целта, некои од гледачите велат дека можеби немате внучиња, дечиња за кои што ќе подаруваат, но мора да напоменеме дека секогаш на прагот на новата година бројот на желбите расте и кај возрастните. Така да можеби и вие возрастните сакате малку поинакво новогодишно пакетче. Добар ден. Добар ден, Тина. Секој добро и вам, вие сте во црвена линија. Еве, ќе подарувате ли новогодишни пакетчиња оваа година? Па, имам намера да поклонувам. Како ги коментирате цените, квалитетот, бројот на производи? Цените се високи, трговците ја користат моменталната состојба, знаат дека, јас зборувам од аспект на дедо, знаат дека ние за внучињата колку имаме, толку имаме, ќе одвоиме некој денар да поклониме пакетче. Меѓутоа трговците, како и секогаш, ги злоупотребуваат празниците и ги покачуваат цените. Во однос на тоа, дали ги проверуваме датумите, јас мислам дека нема можност да се проверат датумите, бидејќи пакетчињата се запакувани со разни производи и се нема можност да се провери датумот дали е достасан или не е достасан производот со неговиот рок на траење. Ајде ви се случува да го отворите пакетчето, да проверите внатре пред да подарите? Тоа не го дозволуваат трговците. Не, од кога ќе го купите? После од кога ќе го купим. Па не сум покушал да го отворам, бидејќи сакам во оригинално пакување да го дадам на... Благодарам, многу цениме тоа што и вие земавте учество во ова издание на Црвена линија. Одиме малку и на Твитер со оглед на тоа што за новогодишни пакетчиња се говори и во оваа заедница. Ајде да видиме Авокадо, има напишано, ќе стартуваме со овој твит, логично. Прашува, се радувате на новогодишни пакетчиња? Ангела има напишано, се надевам дека нашата генерација ќе излезе од мајндсетот на претходната и ќе свати дека ручек без месо или транспортно средство што не е кола или пакетче за нова година без чоколади не е знак на сиромаштија, туку на одговорност. И има напишано, јас во пакетчето ставив плишана играчка со ликот на Биби, мало перниче со ликот на Силвестер и Дживджи, неколку балони со мотив од Биби и Боби, кашички, термохулакопки од реакциите на малиот 15 месеци, гледам дека сум направил полн погодок. Се поголем број граѓани одлучуваат и сами да креираат новогодишни пакетчиња, сами ги полнат пакетчињата, но она за што говориме секако за цените на артиклите, цените на новогодишните пакетчиња, квалитетот и бројот на производите внатре. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Да, повелете. Благодарам. Прво вака, во старт да кажам дека нема да купам пакетче новогодишно, па да ми го дават и без пари. Зошто?
Сега, затоа што прво не знам во тоа пакет што има, дали е поминат рок на некој од артиклите или не е. Да го отворам не смеам, ако го отворам ќе речат носи си го, значи затоа нема да купам. Меѓутоа, ќе купам артикли, оние кои што рачунам дека треба да му ги купам на тоа дете, ќе ги спакувам, само ќе купам кеса новогодишна, ќе му испакувам и ќе го подарам на тоа дете. Сега еден пример да ви кажам, скоро беше тоа, купував поред се и гледам на касата ставиле салами, 2 салами, од по негде 700-800 грама, едно во 2. Плаќаш едно, земаш 2. И не обрнав внимание, дојдов дома со бабата и гледам таму рок на употреба до 22.11. А веќе на 2.11 последниот ден ги ставиле на лизинг, на акција. И ми се чини на акција. И ми се чини дека тоа е недозволиво, тоа е нехумано, тоа не е добро да го лажат својот народ. Ти дава во последниот ден. Кога јас ќе го потрошам? И морав да ги фрлам тие 2 салами, затоа што рокот поминат, не спев да ги користам во наредните денови. И што со тоа направив? Јас се направив дупло зија. И затоа ништо не верувам и не купувам ако не проверам. Се што ќе купам, сакам да видам дали е во рокнат. Благодарам многу за јавувањето. Еве досега слушнавте многу гледачи, секој со својата приказна околу тоа кој купува новогодишни пакетчиња, кој може, кој не успева да го види рокот, датумот на производство на производите, особено бројот на производи кои што ќе бидат затекнат внатре. Ако имаме гледач, одеме со вас веднаш. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, повелете. Дали сум во црвена линија? Да, повелете. Сега вака, државата има пари, треба да укине оние стационари за кучиња, што се, на Македонија не и треба кучиња, не е толку богата. Значи да купува чесиња за овие сиромашките дечиња и инвалидичност. Значи стационари на Македонија не и треба тие лајки, мајки, што ти знам. Значи, парите да ја потребува за чесиња за сиромашките дечиња. Ова е порака. И тоа подкитно тие стационари да ја укинат. Македонија не е така богата кучиња да гледа. Кажете ми дали ќе купувате, имате ли можеби дечиња, внучиња на кои што оваа година планирате да им подарите новогодишни пакетчи? Ја имам пари ќе му купам, али за овие сиромашките на лајка не треба да дава Не пари. ли е таа темата, еве како го правите избор на новогодишно пакетче? Дали сами правите пакетче? Не. И што ќе потсетам дека и црвената линија ќе се активира, држете се до темата. Зборуваме апсолутно на темата, се ближи новата година, најмногу и се радуваат дечињата и очекуваат новогодишни пакетчиња. Тоа е традиција и белег на сечие детство, како на моето, верувам и на вашето. Но оваа 2022 година е кризна година, цените се високи, како што напоминавме, пакетчиња може да изнесуваат и над илјадници денари. Оно што нас не интересира, еве, како се соочувате со тој предизвик и дали ќе подарите новогодишно пакетче. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Црвена линија. Добро вечер. Јас сум во програма. Да, повелете. Ве слушаме, повелете. Добра вечер, Македонија. Јас сум во програма. Да, повелете, ве слушаме. Па, сигурно дека многу семејства кои се во лоша финансиска состојба тешко би си издвоиле така средства да купат колетчина, но имам еден апел. Значи, секаде на запад, па и во наша Македонија пред социјализмот, колетчината се давале за Божик и на запад давање подароци на дечиња па и на други е поврзано со Божик. Комунистичко лошо наследство е давање за Нова година колет. А еве во однос на темата, дали ви оваа година ќе подарувате новогодишни пакетчи? Моите внуци се големи. Порано кога им дарував колетчиња така божикни, купував пред се македонски наши производи, сака парите тука да останат, да има работа за наши работници. Тоа значи дека сами правевте пакетчиња? Молам? Сами изготвувавте пакетчиња? Па да, јасно така во кеса купи
македонско се и така подари со цел преку нив преку тие трошење на македонски артикли да се полни фонд за здравство, да има вработување, наши луѓе да имаат плати, екзистенција и така да имаме подобар живот. Ако трошиме странска роба, тогаш нема да имаме никош добар живот во Македонија. И само апелирам да се спречат пропаганди за абортусот. Оти нема на кого да даваме колечиња. Во наша Македонија се прави автогеноцид, да се раѓаат дечиња. Благодарам многу. Јас себе колку и да подсетувам, навистина ве замолувам да зборуваме на темата, бидејќи со вклучувањето секако некој можеби подоцна ќе се вклучи во црвена линија и ќе добие впечаток дека зборуваме за она што е вон темата. Всушност ние зборуваме за тоа дали можете оваа година да си дозволите едно солидно, богато, убаво новогодишно пакетче за децата кои што се во вашето обкружување, за вашите најмили, па можеби се уште и себе си подарувате новогодишно пакетче. Говориме за цените, за тоа дали сте задоволни од квалитетот на производите, од бројот на производите кои што се внатре во пакетчињата и секако колку успевате да внимавате на рокот на производите. Тоа ни е темата за денес. Добро вечер за нов гледач. Добро вечер. Повелете. Се слушаме, така? Да, повелете. Вака, ќе си дозволам тоа што можам на 6 учина да му подарам тоа што можам. А произведи зелка, компири или било што, некоја чоколада со полнина рок, како што кажувате, ќе си дозволам таа работа. Меѓутоа, како да си дозволам со ниска пензија? Не знам. Работам уште на 78 години, тоа што можам барем да има да јадам. Меѓутоа, ве поздравувам вас како господја или господица што ја водите емисијата. Благодарам. Не го прекинувајте човек кој ќе кажува своите маки, иако темата е друга. Го поздравувам предходниот Алес, што си го поштувам, комши сме, да речем, тука сме, али сакам многу да го запознам. Југославија беше држава на се. Нека не заборави. Ако е сега подобро што живееме, јас му честитам. Ама не знам зошто тој е бара, тој е негира толку таа Југославија. Јас го поштувам тале. Нека ми се јави, дајте му мој број. Вас сакам да го слушнам. Драго ми дека ве црвена линија ќе стане простор да се стекнуваат нови пријателства, така да ете, може и тоа да се случи, да бидеме револуционерни во поглед на тоа да нашите гледачи преку пренесување на своите искуства и ставови да се сретнат сродни души и да станат пријатели. Драго ми, а секако и веќе подсетам, и ќе замолам да се држиме до темата. Одиме повторно со нов гледач. Добро вечер. Добро вечер, како сте? Добри сме, како сте вие? Мило ми е. Мило Прво ми. среќна нова година на сите и среќен Божик. Сите работи во радосни, весели да ги дочекат. Моите деца се многу далеко во Австралија, меѓутоа јас имам 2-3 комшивчиња овдека. Ќе купам по еден поклон и ќе му подарам на комшивчињата ти. Децата мои прво се големи, второ не се тука. Така, па се случува и возрастни, ја лично сакам новогодишни пакетчиња, ама она зашто зборуваме со овогодинешните цени, а секако секој сака неговото дете да има убав подарок. За мене не се многу битни, меѓутоа многу ме интересира дали се тие со поминат рок или не се со поминат рок, бидејќи тоа е многу важно, затоа што ќе јадат мали луѓе, нема да има шанса можеби да проверат на тие работи, меѓутоа самите производувачи и самите потрошувачи треба да гледаат што продаваат, а да не да ги лажат луѓето. Нема смисла, тука се работи за мали деца и мислам луѓе кои можат или не можат да видат датум или она, така да многу жалосно за децата, ако такви работи се случуваат. Иве, ви се случило ли да имате да купите пакетче внатре да забележите производи со поминат рок? Тоа порано беше, се случило, меѓутоа тие работи
Добро, повторно ќе ни се јавите секако 90 секунди е тајмерот, отворени сме нормално и за, како љубам да речам јас, репете, гледачи кои што сакат повторно нека се јават. Добро вечер. Добро вечер. Ако сум јас на линија. Да, вие сте во црвена линија, повелете. Па, добро е. И благодарам. Да. Го почекав. Да, повелете, ве слушаме. Ме слушате? Да, продолжете. Па, почекав, сакам да му кажам, да речем на одредени гледачи, нека не плачат многу, дали имат или немат за своите внучина. Ако кажам претходно за во социализмот, како го веле и така натаму, да, сум правил пакетчина сум правил од производи нормално што се окей, со рок, како го велиме сега. Со валиден рок. Да, а сега, пошто имам, да речем, јас сум 60 години и така натаму, имам внучина, дај Боже на секого сега, на синот и керката му давам пари. Да му купат, што сакат на детево. Што кукаат тие? Речи го за 200-300 ќе влезат во маркет и така натаму, нека му даат пари слободно. Добро, благодарам и вам за јавувањето и ве слушате различни ставови, размислувања и искуства. Одиме понатаму, предност имате секогаш вие во црвена линија, затоа добро вечер. Добро вечер. Убава тема. Јас и покрај 13.000 денари пензија на моите внучина купив по 120 денари пакетчина. Не водев рачун дали се поминат рок или не. Меѓутоа, се запрашувам сега, живее во некоја стара Југославија, кај што имаме и кампои за одмор, и сум бил во синдикатот, доделуваме без пари, и шо ти ја знам, работи во помош на, ајде да речам, посиромашните. Не се доживеа. Дали се доживеа од мојата мала пензија да мислам за децата. То во стара Југославија го мислеше синдикато, на сите вработени му даваше за дечината, за сите тие. И да го поздравам, малце имам време, не е угодно некого да спомнуваш, го прашувам тој тале што му е денески подобро од Благодарам многу. Одиме сега малку со реклами, да земете здив, а ќе ги прочитаме и резултатите од анкетата. По рекламите повторно во еден дел на црвена линија, времето кога ќе ги соопштиме резултатите од денешната Instagram story анкета, ве потсетувам за следете не тука, бидејќи веќе утре може да учествувате на новото анкетно прашање. А на денешното анкетно прашање дали Дедо Мраз ќе дојде и кај вас? Со да одговорија 59%, со не 41% од оние кои што се вклучија во анкетата. Големо благодарам за сите оние кои што земаа учество во денешното издание на Црвена линија. Секако ви посакувам и на вам возрастните да ви бидат богати новогодишните пакетчиња и исполнете сите желби, а моја желба е да имате убаво попладне и се разбира утре повторно во истиот термин заедно со мене и со нова тема за сите нас. Довидување.